Здраво, јас сум Јово Пропаст, као што знаете, најбољи за упропастување стручњак и тоа независен експерт на Балканот и пошироко. Јас зашто ви се обраќам сега? Ви се обраќам и стојам овде пред Македонска радиотелевизија, затоа што Македонска радиотелевизија распиша конкурс за независен експерт да биде директор, главен уредник на МРТВ. И нормално ја, пошто имам тешка сумња некој да не ме плагиатира, реши вака јавно да образложам мојата програма. У што се состои мојата програма? МРТВ као куќа, као медиумска куќа, мора да се признае, е доста добро упропастена, тука немам што поише ја да додадам. Али што ја би попрел кој ќе станам директор? Прво што ќе направам? Ќе направам она да стане тотално независна, затоа што сега не е независна. Како ќе го направам тоа? Као прво, укинувам радиодифузна такса за да биде тотално независна од народот, тоест од граѓаните, да не биде корумпирана од граѓаните. Као второ, за да биде независна од оваа зграда и техника, ја селам цела МРТВ у Министерство за внатрешни работи. Зашо? Затоа што Министерство за внатрешни работи има најбоља техника, а има и најбољи персонал. Имаш фотографи, камери, камермани, опрема за слушање, микрофони, па они не знаат што да им пратна, тоа еве земаа сега ја газеа и со ваљак. Постоа што правам? За да биде тотално независна и објективна, го ставам за главен уредник кого? Председател на влада на Република Македонија, он е председател на сите без верска или било каква друга определеност. За главен уредник на дечја го ставам министер за социјала, за главен уредник на образование, министер за образование, на утринска програма го ставам министер за градежниство да биде уредник. Нормално да знаеме од сабале у кој дуп се будиме, дали лифтот работи, дали ќе бидеме зградата, дали ќе биде срушена или не и така натаму. Нормално ставам и забавна програма, за хумористична го ставам еден и едини професор доктор Ѓорѓе Иванов, за вечен стендап комичар, никој да не може да го замени било која влада да се смени. Оваа зграда овде што ја гледате, ја оставам како чувар, како цвет на македонски идентитет. И тука ќе се производи се она што нас не одржало као македонци. Тоа се Звезде Гранда, Звезде Пинка и бугарски, турски и индиски серии. Нормално и Баба Рада ја оставам со рецепти за тоа на некој ако му се слоши или му се поврати од тоа што гледа.